Во право е премиерот Мицковски што го одби барањето за лидерска средба. Или можеби за да се одржи таква средба, премиерот треба како услов да побара од Филипче да ги озговори овие реченици, кои во колумна првично ги побара и колегата Бранко Геровски. А тие гласат: нека каже Филипче, Македонија и Бугарија немаат заедничка, туку споделена историја. Гоце Делчев е македонски револуционер кој се борел за слободата на Македонија. Тој не е македонски бугарски револуционер, како што тврдеше другар Мизаев. Нека каже во текот на Втората светска војна, фашистичка Бугарија до капитулацијата не е администратор, туку окупатор во Македонија, сила на страна на Хитлеровата Германија. Нека каже Македонија нема претензии кон Бугарија, но има барања за македонското малцинство во оваа земја, дека треба да се почитуваат европските стандарди и пресуди на Судот за човекови права во Страсбург. Нека каже дека луѓето од Петрич и од Струмица не зборуваат на ист јазик, како што тврди Заев. Ако го зборуваат стандардниот македонски јазик, тогаш што и во Струмица и во било кој друг град во Македонија е посебен јазик кој се разликува од бугарскиот. Македонскиот јазик не е дијалект на бугарскиот јазик. Нека каже македонците и бугарците не се ист народ и не зборуваат на ист јазик. Ние сме и ќе бидеме пријатели, дури можеби и браќа, како и други словенски народи, ама не сме исти. Еве нека ги изговори овие реченици Филипче и Бујрум, тогаш нека се одржи лидерска средба и нека се постигне национален консензус. Не за друго, туку затоа што истото ова го мисли целиот македонски народ. И уште поважно, тоа би представувало оградување од онаа предавничка политика што ја водеше Заев и сигнал дека еве ова СДСМ нема да ја тера истата агенда на послушност. Ама знам дека сето ова е само, што би рекле американците, wishful thinking, или народски кажано пуста желба, затоа што Филипче никогаш нема да се одважи да се огради од својот ментор и златен другар од Дубај.